Почитувани дами и господа пензионери, демократи се тука со вас, за да ве поддржиме, да кажеме дека и ние сме заедно дел од ова општество, и ние сме идните потенцијални пензионери, почитувани мајки, татковци, дедовци и баби, соседи, коси. Вие сте заслужни, вие не одгајавте, вие не одгледавте, и ние сме тука со вас, бидејќи сме дел од ова општество и се бориме секогаш за правна држава. Затоа демократи имаат конструктивни идејни предлози и решенија. Бараме минималната пензија во Република Македонија да изнесува колку минималната плата. Но, бидејќи минималната плата во Република Македонија е многу мизерна, па затоа велиме и 30.000 денари се малку за да обстои денешниот македонец. Живееме во многу тешко време, се соочуваме со безброј проблеми, живееме во невреме. Денес сме тука, пред собрание на Република Македонија. Слушнете не 120 функционери, кои што во март ја донесовте одлуката да ги покачите вашите плати за астрономски 78%. Додека денес кутрите сиромашни пензионери молат, активно организираат протести, излезете, барем организирајте некоја интервентна седница, слушнете го гласот на народот. Зарем имате осет, зарем имате срце и душа? Какви луѓе сте вие? Не можеме да се изначудиме. Затоа демократи имаат идејни решенија за решавање на проблемите со пензионерите. Затоа демократи секогаш се со вас да ви ја дадат целосната поддршка на сите лица. Затоа велиме да се направат услови за поддржавна капа, една државна нега која што ќе помага на старите изнемоштени лица, за да добиваат услуги од доктор, медицински персонал, негователи, социјални работници, со тоа што би пензионерите не би се чувствувале изолирано и осамено во домашни амбиенти. Да се отварат исто така и старечки домови. Но ние денес молиме за основното право на екзистенција. Молиме за да имате еден достоинствен доличен живот. Молиме за соживот со вашите внуци, со вашите роднини пријатели, да бидете културно издигнати, да биде се како што треба и како што му доликува на еден македонски пензионер, кој што целиот животен век го поминал работејќи, залагајќи се честно, изложувајќи средства во пензиските фондови. Да, ако даваат, но нема. Ме деконцентрираш, извини. Друго што сакав да кажам, бараме од ПИОМ на веб страната на ПИОМ и на веб страната на Министерство за труд и социјална политика да имаме целосна евиденција кој пензионер колку пензија зема. Едно прашање би поставила до ПИОМ, се разбира. Каде одат парите од починатите пензионери, бидејќи сегашното невреме на живот ги донесе луѓето во апатија, во депресија. Се случија многу заболувања и така луѓето паѓаат и умираат, народски кажано, како круши. Каде одат парите нормално во пензиските фондови? Зошто секогаш велите дека пензиските фондови се празни? Значи, оваа држава може да креира и има да креира. Веќе го разработуваме планот за да креираме добри пензии. Затоа демократи се тука со нас. Но што ни преостанува? Не можеме ништо, треба да се промени како на прво место изборниот законник, бидејќи е криминален и се потекнува од таму. И се потекнува тој криминален изборник законник. Се не води кон пропаст, кон бездна, доколку се смени изборниот законник, а тоа треба да се направи денес, подхитно, уште одма.
како би ги решила Македонија проблемите и би излегла чиста со чист образ од ними. Треба да се смени криминалниот изборен законник и да се воведат отворени листи без праг. Само така ќе си ја спасиме нашата државичка Македонија, која што секојдневно тони во безизлезна ситуација. Јас можам да зборувам уште и долго, но бидејќи сакам да му препуштам збор на мојот иден говорник, срдечно и топло ве поздравувам. Вие сте за почит, драги пензионери, ве почитувам и секогаш ќе бидеме со вас, како демократи. Му препуштам збор на мојот иден соговорник, да ни е вечна Македонија и да се избориме. Да живеат пензионерите, да живее Македонија.